Дозволете ми да ви ги соопштам и моите 5 приоритети и активности во првите 200 дена од преземањето на функцијата председател на Македонија. Приоритет број 1. Во првите 100 дена, во интерес на побрза европска интеграција, ќе инсистираме на формирање специјален експертски ЕУ тим, кој ќе започне преговарачки процес за адаптација на преговарачката рамка во согласност со реалните внатрешни обштествени околности во врска со историските прашања кои ги оспорува нашиот источен сосед, а се директно поврзани со генезата на македонскиот национален идентитет. Приоритет број 2. Во првите 100 дена ќе инсистираме на формирање специјален правен тим кој ќе се посвети на основните европски модалитети за спроведување на меѓународното право преку имплементација на пресудите на Европскиот суд за човекови права од Страсбур, кои се однесуваат на неправедните одлуки на властите во Република Бугарија кон македонските организации, а кои се од суштинска важност за одржување на взаемни добрососедски односи. Приоритет број 3. Во интерес на зајакнување на меѓусебната доверба и унапредување на билатералните односи со соседна Република Бугарија, во првите 200 дена ќе предложиме уставни измени за внесување на хрватите, црногорците и бугарите во преамбулата со одложена правна важност, кои ќе стапат на сила во истиот момент кога Република Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија и сите нејзини членки ќе го признаат тоа. Приоритет број 4. Отварање на диалог за евентуални предлози за уставни измени кои би се однесувале на бришење на формулацијата јазикот кој го говорат 20% од граѓаните, именување на сегашниот начин на избор на председател на Републиката, за мене се неприфатливи, бидејќи ги подриваат фундаментите на кои почива Охридскиот рамковен договор, за кој сметам дека 100% е реализиран во целост. Приоритет број 5. Во првите 100 дена ќе предложиме национална стратегија за борба против корупцијата. Во таа насока изразувам подготвеност да дискутираме за правните модалитети за промена на уставот во насока да се спречи апсолутната застареност на кривичните дела сторени од избраните и именуваните функционери во законодавната, извршната, локалната и судската власт. Сметам дека е неопходно, заради обезбедување на правна сигурност, еднаквост пред законите и неселективна правда, во следниот парламент и во неговиот парламентарен состав да се отвори прашањето за законски промени за изборот на јавниот обвинител на Македонија. Наместо на предлог на владата како до сега, истиот да се избира со двотретинско мнозинство на предлог на опозицијата со мандат од 6 години.